Некогаш важеше за најважната споредна работа на светот. Најубава забава за сиромашните. Денес е потопен во пари, комерцијализација, елитни конекции, елитни клубови, све што е елита. Денес повеќе сиромашните не може да се надеваат на успех во тој спорт. Денес само сиромашните од фавелите во Бразил, од пампасите во Аргентина, може да се надеваат дека ако се талентирани и добри, еден ден ќе станат големи играчи и ќе направат милиони. Денеска, во новата епизода на Лизгачки старт, ќе зборуваме за фудбалот. Почнуваме за неколку секунди. Ова е Лизгачки старт, а јас сум Сашо Тасовски. Беше кошмар за своите чувари. Им ја кршеше кичмата, ги праќаше по бурек. Кога влегуваше од клупа, пред да влезе, кога ќе го видеа навивачите од трибините, викаа фала Богу му текна на тренеров да го стави Коки. Кога ќе се спомнеш името Коки, сите некако на трибини, ако не му одеше на Вардар, очекувавме дека Коки ќе направи некој потек, ако беше еден од најмладите тамо, ќе направи некој потек со кој што ќе ја реши утакмицата, некоја асистенција или ќе даде гол. Еден од најталентираните во својата генерација, репрезентативец на кадетската репрезентација на Југославија од своја 15-та година, член на шампионска генерација на фудбалскиот клуб Вардар, кој што жареше и палеше на тлото на бивша Југославија, мојот драг гостин, пријател, големиот фудбалер Коки Аврамовски. Добро вечер, Коки. Добро вечер, гледаш колку сум овој возбуден што те најави. Одличен маркетинг. Да. Да. Драго ми е затоа што сме правеле муабети, знам дека за жал кај нас повеќе некако се цени квантитетот отколку квалитетот. Например, кога го вадат некого на површина како Вардарова легенда или не знам што, повеќе им е битно колку утакмици одиграл отколку што освоил со тој клуб или што направил признање во кариерата. Но тоа е така, со нас нема да навлегуваме во таа тема. Коки, извини што ќе зборувам на ти, обично со соговорниците на вие одам, ама со тебе баш сакам на ти. Нема проблем. Коки, дали фудбалот е се уште најважната работа во светот? Споредна работа во светот? Па, најнапред да се заблагодарам на поканата што ја добив од тебе, пошто ние се знаеме долги години. Па сега да преминам на прашањево. Мислам дека веќе не се осеќа тој смисол на таа важност да фудбалот биде една од најважните споредни работи во светот, затоа што гледаме дека се повеќе и повеќе се потенцира на богатите, така да веројатно успеваа сега само оние кои се богати. А кажи ми, дали денешниот фудбал, сега јас ќе те прашам тебе, дали денешниот современиот денешен фудбал за тебе интересен? Зборувам за елитниот сега, затоа што е тоа една. Па навистина порано имавме малку можности да гледаме важни надпревари. Денеска имаме навистина на дланка што се вели да ги гледаме сите надпревари од куп шампиони, од светско првенство, европско првенство и така натаму. Меѓутоа, мислам дека доаѓа до една заситеност кај луѓето, според мене, нели? Една заситеност кај луѓето затоа што секој ден има некои надпревари и секој ден се случуваат дешавања во кои што за мене најмалку има фудбал. Значи, што е тоа што го гледаме ако не е фудбал е? Па затоа што значи во наше време немало да дојдеш до 16-тник па да вратиш назад до голман, да не завршиш акција и тогаш публиката ти свирала. Значи се пасот, изгуби... пасот наназад, публиката ти не годува. Сега гледам дека
дури некојаш издаваат аплаузи. Значи се менува Светогледот на стилот играта. на фудбалот се менува. Се менува, ние сме навикнати, нели, кога ќе дојдеш до 16-ник да завршиш акција со центаршут, со шут, за да биде интересно, нешто да се случи. И затоа народот доаѓа. Затоа веќе ги нема, зборам, ги нема на Балканов. Гледаме дека натпреварите се играат пред мал број на гледачи, за разлика што не е надвор, затоа што надвор се вртат милионски суми и не можам да верувам дека играчите вредат по толку големи суми, а не знаат да центрираат од 10 пати да погодиш 9 пати и играш свој во 16-ник. Што велиш ти, не можат ни 300 пати на нога да изжонглираат, а земаат милиони, така? Така. Што мислиш оваа логика на глобализацијава? Тоа дека веќе клубовите се претворија у како да ги кажам тие, баш мултинационални клубови, како, што знам како да кажам, поеки од националните селекции во земјите од кај што доаѓаат играчи во одреден голем клуб. Дали тоа ја уби исто така она што се вика задоволството од фудбалската игра? Колку тој во ваше време мислам дека беше дозволено да се замине во странство во туѓ клуб на 28 години. 27 години. На 27, што значи клубовите, тоест федерацијата национална си ја штитеше лигата да биде квалитетна. Значи не ви даваше право да одите порано. Сега тоа веќе не е така, а и странските клубови тоаш беа ограничени на 3 играчи од странство. Што значи мораа да се базираат на сили од домашното првенство, така? Колку тоа според тебе го уништи задоволството на што викаат србите, дражот од фудбалската игра, колку тоа го намали квалитетот на националните селекции, затоа што многу играчи што се феноменални во големите клубови од домашен што се вика од земјата, не од матичната земја, седат на клупа, на сметка на нив играат, кои што се од странци дојдени да играат тука. Колку тоа го уништи пред се задоволството во фудбалската игра и колку ги уништи националните селекции, им го намали квалитетот, затоа што кога не игра играч подолго време седи на клупа, може да и најдобар џабе. Па сега искрено ќе ви кажам, значи јас бев на надпреварот Партизан Војводина 3-1, каде што Партизан го доби надпреварот задните 7-8 минути. И гледав на некоја апликација Звезда 91, која беше освои шампион на Европа и на свет, и Звезда сегашна. Значи, таму има склоп од, да кажам, фудбалери кои што биле од Југославија. А сега ги има повеќе, можеби, па сигурно 50% од надвор. И тоа дали е Африка, дали е, не знам, Израел или така натака. Значи, воопшто не се оди на домашниот квалитет, него се оди на донесување на фудбалери од надвор. Готови веќе фудбалери. Готови веќе. Иако, според мене, ти виде дека сум создал 20 деца кои што сега се во тоа, да. Значи според мене најдобра опција е како Ајакс, школата на Ајакс, затоа што Ајакс е еден од најдобрите клубови за мене кој што вади таленти Собствени, и секогаш вади и секогаш опстојува затоа што школата е феноменална. Значи имаат програма, план, цели кои што ги исполнуваат и на тржиштето продаваат милионски суми фудбалери кои што, да не кажам после тоа, а они имаат сигурно во договорите плюс 5% или 10% од следниот договор и така натаму. Значи дека најдобра опција е за мене вадење од домашниот состав од школата на клубот, да се вадат деца
кои што не коштаат многу, А кој што може да му а донесат може да му донесат на клубот бенефит огромен. Така. Сега некако ми се надоврза ова Вардар средина на 80-тите се случува еден неверојатен спој на таленти, ова што ти го велиш од Македонија, и се создава таа шампионска генерација на Вардар исклучиво од играчи од Македонија. Да. Значи немаше тука ниту од бивши југословенските републики, некој дојде, ни тоа беше еден, така да кажам, да не ме сватат погрешно гледачите, еден чист Вардар во македонска смисла. Како се случи, Коки, според тебе, после еве повеќе од 40 години, како се случи тој спој? Тоа беше резултат на некоја спонтано случајност или некој тука беше во позадина кој што сето тоа го укомпонира, така да кажам? Па овака, значи ова само се поклопува на ова што го зборевме до сега. Па да, затоа и го Значи се Вардар, вратив на Вардар. да, кој немаше ни еден, да кажам, од надвор, освен од Македонија, успеа да ја освои титулата на Југославија, иако нели имаше од Београдскиот суд дека Партизан во тоа време освоил шампионска титула, што ние игравме во Куп шампиони, не играше Да. Партизан, значи и јасно е што е како е. Мислам дека Спојот како се случи на тие таленти, ајде да ги кажам. мислам дека се вклопи една младост со искуство. Ние бевме, па да не кажам можеби 7-8 млади играчи, имавме искусни кои што не поддржава и ние трчавме за нив, што се вели. Меѓутоа, они нас не бодреа со нивното искуство и се направи еден склоп каде што првите 4 утакмици ние ги имавме изгубено. И Дончо, тренерот, беше малце паднат онака психички, затоа што не очекуваше дека може да се случи тоа и мислеше дека нешто има некоја позадина, воопшто немаше никаква позадина. И од петата утакмица ние почнеме да победуваме. И се отвори Небото над Скопје. Да, се отвори Да. небото на Скопје и дури знам екипи кои доаѓаа во Скопје велеа овдека е тешко да се земат бодовите. Океј. Јас ќе ти кажам ние како што се чувствувавме у тој период што бевме деца, што го гледавме тој подем брз на Вардар, тој квалитет, кај што Вардар веќе не беше оној, така да кажам, провинцијалски клуб кој што може да победи евентуално само дома, туку Вардар можеше да ја победи една Звезда на Маракана, Партизан, Динамо. Во Сплит Мости, го во Сплит, победивме Хајдук 3:1. Да. Значи нешто драстично се смени од она што до тогаш го гледавме. Јас можам да ти ја кажам нашата атмосфера каква беше пред секоја утакмица на Вардар во Скопје во тоа време и баш таа полусезона пред да станете јесенски прваци. Значи тогаш буквално Скопје живееше за Вардар. Фудбалот беше најважната споредна работа во светот што се однесува за Скопје, па и за Македонија, затоа што вас со цела Македонија доаѓа ве гледат на стадион. Што се случуваше со вас тогаш, еве ајде да кажеме на тој план, тој нагол раст на популарноста, значи бевте баш ве гледавме како еден вид на божества кој ќе се појавевте онака. Сега може смешно ми звучи на гледачите денес тоа, но беше така. Како се носевте, да кажеме, со таа популарност кога веќе Вардар беше во сите комбинации многу сериозно за наблюдување? Не можеше веќе некој да се смета лесно на бодовите со Вардар. Па да, јас морам да кажам дека имавме стварно одлични надпревари, како што спомнавме. Хајдук го победивме во Сплит 3:1, Партизан водевме до 91 минута 2:1, од корнер ни изедначија 2:2, со 2 играча помалку ни исклучија без потреба. Тогаш и судиите нормално дека големата четворка имаше важна улога. Потоа, да не кажам, со Звезда тука, значи многу надпревари од големата четворка, да не кажам овде го победивме Динамо Загреб за есенски шампион со 2:0.
еден период каде што не бевме свесни за нашата слава. На нас ни беше најважниот дел Да победувате. во недела победиме. Да во недела публиката што доаѓа во Скопје биде задоволна кој ќе си оди. Значи, Сеќам една утакмица, имав 2 жолти, не играв и со автобус, тогаш бев 20 години, така 19-20 години, и со автобус дојдов кај градежен факултет, поминувам партизански одреди и едни викаат: дај побрзај, ќе знаеш дека до 10 минути првите даваат гол, ќе нема да го видиме голот. така беше. Ја Сега ме подсети, не така можев беше. не можев да верувам. беше. Една состојба како си ги навикнал навивачите. Значи првите 15 минути навистина ние водевме 1-0. Вардар даваше гол. Така е. Со било Така е. кој Сега да ме потсети дека е така. И тоа ми остана мене во сеќавање. Навистина не се осеќавме дека како на пример некои важни личности, се осеќавме дека сме заедно со народот, дека сме заедно со комитите кои ни дава поддршка секој надпревар надвор дома. И тоа беше не може да се опише, само И може да сек се дека што ќе доживее. влезевте во кафана, во кафуле, не плаќавте ни пијачка или плаќавте? Плаќавме, немаше тоа, затоа што навистина имавме бонуси од 1000 марки, тоа беа пари. Никој не размислуваше, да, ќе кажеше управниот одбор кој ќе дојде на состанок пред надпреварот, имате бонус толку, ама никој кој ќе излеземе, никој не размислува на бонусот. Ние размислуваме како да победиме, народов да биде задоволен, и тоа беше фешта огромна. И пред утакмица, и после утакмица, и за време на надпреварот. Кажи ми во она време, мое прашање би сакал кратко да ми го одговориш, затоа што денес гледаме некако фудбалот премногу стана, се качи на некое ниво на филозофија, на наука. Како изгледаат тогаш вашите психолошки припреми, ај така да кажам, пред големи дерби надпревари која ве носе у карантин 2 дена? Дали имавте посебна исхрана? Дали имавте тука психолог, не знам? Дали ги имаше тие работи што денес се, како да кажам, азбука во современиот фудбал? Дали имавте посебен нутриционист, па сега овие 2 дена ќе јадете само? Молим те, одговори ми. Не, добро, имавме стварно, да, имавме доктор за исхрана, каде што, мислам, реално беше тогаш да не смееме да јадеме некои јадења кои се тешки нормално пред надпреварот. Обично имавме шпагети, сеќам, со пилешко, после тоа имавме десерт. И нормално дека мора да се внимава на таа исхрана, поготово тие 2 дена. Али меѓутоа не е толку како што е сега. Сега е веќе навистина мораш да пазиш ова цела недела. Утакмиците се играат, за жал. Ја не знам како издржуваат фудбалериве да секој втор, трет ден играш надпревар, па затоа и има ротирање на екипите, на составот. Меѓутоа, да, и не до оваа граница што се вели сега е веќе филозофија, можеби, да си фудбалер, затоа што мораш да пазиш јадење, мора да си спремен, мораш физички, мораш ментално, мораш, значи на секој ниво го гледаме Џоковиќ, меѓутоа друго е една индивидуа каде што можеш да ја направиш, да ја склопиш и да ја направиш како што ти сакаш, за разлика од сите 11, да не кажам 18, 25. Да. Така да имаше, меѓутоа не до ова ниво. Кажи ми, кога сега Коки Аврамовски би бил председател, да кажеме собственик на овој денешен Вардар, Добро. што би направил прво за да му ја врати барем до некаде славата? Чисто вака хипотетичко прашање. Што е она што на Вардар му фали у моментот најмногу за да се врати, за да ја врати барем делот некогашната слава? Па видете, значи
најважно е нормално финансиите се најважниот дел во се, не само во спортот. Колку финанси, да кажеме? Па не би знал, јас би направил прво борт од спонзори, кои што нормално ќе си има дел и кога било кој фудбалер би излегол надвор од државата. Би направил борт на спортски тренери, значи адекватни, кои што си ја знаат работата со искуство, затоа што денеска 25 години е тренер, немам ништо кон сето тоа, меѓутоа за да ти бидеш во некоја функција, на некоја позиција, Да се изградуваш. треба да имаш CV. За се надвор од Македонија прво што бараат CV. Кај нас не ти бара CV. Дали си партиски обележан, дали си не знам на некого внук, син и така натака. И затоа ние вако спортот, да не кажам, и во останатите делови. Еве сега ми се надоврза прашањето, па пак ќе се вратам на ова првото. Коки, зошто оној систем што го имаше некогаш на СФР Југославија за правење на големи, на врвни спортски резултати, на врвни спортисти, зошто од пораспадот на таа Југославија некои републики тој систем го задржа, затоа што тоа било на едно ниво, предпоставувам, на цела држава, тој бил системот. Не дека тука кај нас не го знаеле, еве доказ и таа шампионска генерација на Вардарина, не зборам за други. Кажи ми, што беше причината што после распадот на таа Југославија одредени републики го задржаа тој систем, го облагородија, го унапредија, покажаа резултати, еве конкретно за фудбал, Хрватска играше, не знам, 2 пати у финале на светско првенство или претходно, не знам, Словенија се пласираше 2 пати на светско, Србија лесно се пласира на светско, значи се тоа репрезентации фудбалски кои што се далеку над нашата по квалитет. Што е тоа што кај нас тој систем едноставно не само него преземавме, ако ништо повеќе. И него оддржавме. И него оддржавме, ајде, ако сакате така. Што беше причината? Па Каде беше? има разни мотиви сигурно. Јас можам само едно да кажам дека да немаме, значи пак ќе се навратам кон сето ова, да немаме ние конкурс, да немаш ти, не знам како да кажам, за да избереш кој е најдобар. Па како ти на основу на што добиваш оценка за да го оцениш способниот. На основа на неговите признанија и CV-ата. Така. Така. Мене тоа ме чуди. И затоа ние прво не го почитуваме и не го цениме некој што направил дали во Македонија, дали надвор од Македонија. Ние кои ќе дојдеме, ако си успешен надвор, овдека те плюкаат. Со извинење, нели? Да. Не си добар. Извини, А надвор ти викаат фантастичен си. Извини што ќе те прекинам. Еве, Ајде. пошто значи ме инспирираш на прашање, одма ми доаѓаат, ми е страв да не ги заборавам затоа што не запишувам нигде. Дали ти како човек кој што беше 6 години тренер во Хрватска, кој што тамо буквално тие основа таа фудбалска школа, новиот систем на таа школа, од кој што извади преку 20 играчи 2000-та година родени, кои што денеска играат, ги видов, кои што денеска играат во првата Хрватска лига. Играчи на Коки Аврамовски. Човек кој што беше тренер во Бахрейн, во Саудиска Арабија, во Емирати. Зошто, дали некогаш, еве за овие години, некој те покани во Македонија некаде на некое клучно место, тренер во федерација, спортски директор на некој клуб? Не знам. Дали доби таква понуда? Не. Ние од тебе, јас пак ќе кажам од нашата генерација златна, пошто не викаат златна генерација, и баш ми е мило секаде каде што возам со кола, пише 1987 комити шампионио, така Вардар шампионо, значи Сем Станојковиќ и Канатларовски што се инволвирани во селекциите на ФФМ, останатите не нема.
нема кој што ти си бил во Југославија, кој што ти си бил РТВС Југославија, кој што ти си придонел за фудбалот во Македонија и ти и со резултати, не да кажеме само си фигурирал, него со резултати и како тренер, и како играч, и тебе те нема. Врвни играчи беа председатели на нивните од бивша Југославија, беа председатели на нивните фудбалски федерации. Еден Давор Шукер, Дејан Савичевиќ во Црна Гора. во Црна Гора. Не знам, едно време, не знам, Пикси исто беше во Србија. во Србија, во ова. Да. Кај нас гледаме една, како да кажем, една чудна ситуација да луѓе тотални анонимуси, кои што немале врска со фудбал никогаш во животот, кои што го добиваат тоа престижно место, да кажеме, председател на фудбалска федерација, како го објаснуваш дека, тоа што, не се користат големите имења на македонскиот фудбал, да се искористи нивното искуство, знаење за да се направи некој поголем исчекор, така да кажем. Па, веројатно, тука е најважниот дел. Мислам, овака, председател на Сојуз, на фудбалски сојуз, не мора да биде Не мора да биде, фудбалер. добро, не мора. Меѓутоа, мора да компонира заедно со спортските легенди, за да може да се направи резултати и на кое ниво да се дигне фудбалот. Тоа може. Сега, зашто е тоа така, треба да ги прашате тие што се компетентни во нашата фудбалска федерација. Јас знам дека сакав да аплицирам за селектор, мене ми рекоа нема конкурс, него треба, не знам на кој начин, како да мене ми падна дури смешно. Требаше да аплицираш за селектор. Да, јас сакав да аплицирам Да пополниш образец. Да аплицирам. Значи не е битно конкурс кога има, да поднесам CV-то и мене ми кажа дека нема конкурс, не знам колку години, пошто ја не бев тука во Македонија, не сум 15 години сигурно, од 2006 сум ностоп надвор. И бев селектор на U18 период 2012 како асистент на Илчо Георгиевски, он беше на U19, ја на U18. Бев селектор, потоа кога дојдов 2015 бев селектор исто на U15 и заминав, Ѓоко пак ми се јави, отидовме заедно во Емирати. И на основу на тоа знам дека има конкурси во федерација, сакав да конкурирам, меѓутоа ми кажа дека немало конкурси, дека ќе ми се јавеле ако има конкурси, ако има, не знам, менување на некој селектор, ќе ми имаат во обзир. Како денес се работи со потенцијалните таленти во Македонија? Имаме ли ние школа за фудбал академија која што е респектибилна, која што може да создаде квалитетни играчи? Па вака, значи, мене школите како школи релативно ги почитувам, меѓутоа сепак главна улога за мене игра клубот. Едина школа, не дека со Џипун сме играле заедно, меѓутоа школата на Џипун покажува и докажува и сум видел на лице место дека на вистина вади таленти, за жал кои после 14 години ги предава во клубоите каде што се утопуваат. Значи нема кој да ги преземе од таа возраст нагоре веќе. А зашто немаме? Затоа што тренерите паќе наводна. Тренерите се на некого роднини, на некој, не знам, партии, на некој... Немаш конкурс, квалитет. До моментот на клиентелизам во фудбалот и на непотизам, ако сакате така да... Немаш ти конкурс па да избереме кој е најдобриот по CV-то, така? За да знаеме и го знаеме кој е тој. Со име, презиме, бивши играчи. Значи, мене ми биле тренери Златко Илиевски, Кирил Дојчиновски, Методија Спасовски,
Сократ Мојсов, Часлав Божиновски, уште треба ли? Андон Дончевски, дали треба уште? Мирко Илиевски, дали треба уште? Ама не гледам тамо некој партиски, не гледам тамо некој роднински Дали, тренер. извини, дали таткото на Коки Аврамовски трчаше по тренери и молеше син му да игра во прва постава во... Татко ми, нека му е лесна земја, Нека му е лесно. бивши играч на ФАС Славија и сум го бркал. Он доаѓаше во сабота, сака да гледа надпревар, дали пионери, кадети, младинци, не е важно, и јас сум го бркал од... Он се криеше, ако ти текнува сега Томче Совка, Да, па горе има грмушки. да имаше, да. И он од тука позади грмушките гледаше Таму на гледаше доле на на помошниот терен. И ја доаѓам дома, он си оде и со кола, не ме чека, јас си одам со автобус. Не ме чека он како сега ги зимаат, ги носат, ги враќаат. Тај кога е малечко говорете, ама 15 години да те возам, да те враќам. Дури срамота било. размислувам Да. на вистина. И ја доаѓам дома и мајка ми вика, ај честито, си дал 2 гола, си наместил 1. Ти не знаеш од кај знае. Ја гледам, како не знам. Знам Не, одма. добро де така е бабата. Ја викам се, од кај она? И одма знам кој е. Да. И може се вртиш и пак си била. Абе чека да ти кажам, позади грмушка горе, никој не ме никој не видева. виде. Абе не ми доаѓа, не сакам да ми зборат дека ја играм заради Да. тебе што се познаеш можда ви со овој или со оној. Тоаш било така, сега не е така, сега е обратно. Сега треба да се знаеш, треба да си со него, треба. И навистина не можам да кажам, може би и треба некаде некогаш Некогаш родите, да да имаш дадеш осетиш акцент, потпора, да, дека... да дадеш акцент, ама не да влијаеш во инволвирањето на тоа дете да мора да игра во екипа. Да, мора да игра, да. Мислам, си знае кој е одговорен, затоа што поаѓајќи од мене, јас не сакам да изгубам надпревар. Кога си водел помали категории, ти се случувало така некои амбициозни родители да ги замолиш учтиво да се оддалечат од теренот? Па во тоа време имаше некој, да, имаше некој, меѓутоа јас ставав линијата, јас ставав одма. Овде јас сум шефот, Шефот. вие сте шеф, кај што сте тамо запослени и ќе си фигурирате тамо, а јас фигурирам овде. А ако мислите дека сте покомпетентен, повелете, јас ќе си одам. Многу едноставно. Една, можам да кажам, една случка. Што слободно. Омладниците ги водам и се работи за двајца репрезентативци на Македонија кои игра во Белград 2 надпревара за 4 дена. А ја играм со екипа која, не знам, не сеќавам, ама ништо посебно. И знам дека ќе победам. Не ги менувам децава и родителите, они се знаат, и мене ми гледаат во први 11 излагаат на терен, ги нема ни двајца. Ти си на Македонија, а се на клупа. Да. А јас не ќе да ги малтретирам, затоа Затоа што знаеш дека ќе победиш. да, ќе победам, ама знам И дека без се под напор биле играле во недела и у вторник. Така, да. Значи не можам да ги малтретирам и у среда и четврток, така. Така. И утакмицава не ми е важна и ми се пуште родителите. Па ти што мислиш? Па ти како мислиш? Дори агресија. Агресија, да. И јас велам, нема проблем, ќе го решиме проблемот, после овој надпревар ќе седнеме, ќе разговараме. И ние водиме 4-5-0, водевме така нешто, ја ги ставам задните 15 минути, лефтерно да онака. се опуштат, Да. да осетат малце и завршаваме. И они за тие 90 минути размислиле дека јас не сум сакал да ги малтретирам, да се повреда, да... И после доаѓа, фала ти, Коки, извини, изгрешивме, не понесе емоција. Значи на многу мудар начин си им кажал тоа што се сака. Самите вида. Да. Самите вида. А како оди тоа кај нас, така да кажам, таа трговија со млади играчи? Разбрав од некои родители се жалат дека
имало менаџери у Македонија врзани со одредени странски менаџери кои што даваат ветување на родители дека ќе им го и продадат децата у странство, некој клуб, земаат пари за тоа. И кога нема да биде ништо, тоа кога нема ни обид од нивна страна да се продаде детето у тој некој странски клуб или у таа некоја друга држава кај што ветиле, дури ни парите не им ги враќале. Што се случува на ниво на менаџирањето во Македонија, еве да кажеме со млади таленти и така? Дали на вистина постојат овие, што се еве на ниво на озборување, но ја затоа не ги именувам ни луѓето вклучени во тоа, туку чисто да поразговараме. Дали има контрола федерацијата на тоа ако на вистина се случува? Дали државата тука треба да влезе да ги провери тие, условно кажано, измами? Па видите сега вака, значи за мене, за мене да дам пари за моето дете некаде да успее, прво сум ја виновен. Зошто? Па затоа што син ми ако е добар, ќе го поканат на 10 дена да го видат тамо кај нив, да се адаптира и така натака, и ќе видат дека е добар и ќе го земат, ќе ми се јават, ќе го земат. Добро, ама ако нема кому да се јават, затоа што еве да кажеме не му е Коки Аврамовски татко, не го знаат тие негде, немале како да го видат. Што на пример во таква ситуација? Еве јас Апропо ова што викате, родителите се криви што плаќаат. Тие се амбициозни, сакаат детето да им успее. Значи, ќе дое некој ќе му каже ќе ти го продам во филијан клуб, родителот колку треба, толку 1000 евра. Сега толку ќе ми дадеш, кој ќе потпише договор со клубот, ќе ми ги додадеш толку пари. Во таа смисла. Дали родителот треба да знае со кого има работа прво? Треба да знае. Ти не сме ние 18 години па се. А како да знае ако да кажеме тие менаџери се еминентни имиња? Еминентни имиња? Па да. Па ако се еминентни имиња, значи има логика да му даде пари ли? Еве сега пример јас ќе ви кажам, ова е склоп на нештата се случува и ја однесов 2 играча во Хрватска. Ама не им земав ја пари. Од Вардар однесов 2 играча во Хрватска, кај што ја бев, ми побара да бидат под 18 години, ги видоа, задоволија, ми го регулираше клубот, патот, хотелот, тамо сместени, си истренираа све окей, задоволија, само мора да напунат 18 години, зашто е донесен од УЕФА закон да мора да се запосли еден родител ако е испод 18 години. Значи плюс школување на детето и така натака. Јас не им земав пари. И мене ми се јавува, не е битно, еден друг менаџер и вика како ти работиш така? Чекај. Аха, значи доби повик. Да, демек ја уништувам ценава. Викам јас не ги однесов да заработам како менаџер. Ја однесов тамо да задоволат, да потпишат договор, да однесеме 2 дечиња надвор од Македонија. Затоа што видов талент, затоа што видов дека се добри. Да. И сега тука јас ја Замати барата. Не, јас ја побивам ценава. Аха. Ја велам овака, значи ако дечињата потпишат договор, дали они сакаат да ми почастат мене од дело, било што, тоа е нивно, а јас да земам пари на нив, мене ми е навистина глупо. Добро, Коки, кој е твојот совет? Еве, ајде на овие родители, не само деца што имаат во фудбалот, што сакаат нивните деца да успеат, туку еве што имаат деца и во други спортови, во кошарка, одбека. Кој е вашиот совет во врска со ова? Кој е твојот совет? Прво, детето мора да се избори само. Значи, само, пак ќе кажам, да, некојаш мора да се реагира, ако е навистина добар. И ја не гледам, има ситуации, до сега сум видел и јас, дека има ситуации кај што детето е добро, меѓутоа не го земаат за селекција, не знам на која причина. Да. И верувам дека меѓутоа детово се изборува и игра во генерација постара сега за селекција.
и дава голови. Значи не у Не генерација у своја, него постара. генерација ната. Значи детето кога е добро ќе дае глас, дали тука или вамо ќе го види некој, ќе го земе и ќе дае глас. Меѓутоа, а родителот не дал пари горе за да го земат. И тоа дете, јас исто сакав да го однесам за Хрватска, меѓутоа, не знам, имал изостанци многу и не можеше да излезе од школа. Али детето е навистина одлично. И културно, и коректно, и честно, и така натака, и така натака. Значи, кога си добар, ќе испливаш. Значи, Ако не си добар, и татко да ти биде и Марадона, мислам дека е залудно. Ти му може ќе поминеш една линија, меѓутоа втората да се со гледа. помош може би ќе стигнеш до негде, но веќе да. Секогаш велам, не е тест математика, па ќе видам и ќе напишам. Се гледа на терен. Така. Не можеш да се скриеш. Што викаат, фудбалот е уметност. Да, познато ми ова. Кажи ми, како беше кога си тренер во тие арапските земји? Како е да се биде тренер? Ајде да кажеме во тој фудбал. И дали е полесно да се биде тамо тренер или е полесно да се биде тренер на овие балкански простори кои што беа познати како расадник на таленти спортски? Не можеме да споредиме затоа што Саудиска Арабија, Емирати се нешто, да кажам, на многу поголемо ниво, каде што доаѓаат фудбалери од цел свет, аргентинци, бразилци, поготово сега они имаат таков акцент да од тамо носат Колумбија, Уругвај, Парагвај, така да многу ретко има во тие земји странци од Балкан, Европа и така натака. И не можеме да ги споредиме со нашиве овдека клубови. Дали е полесно да се биде тренер во арапските земји Па, или во полесно, некоја полесно, балканска? полесно, Од аспект полесно. на финанси, Полесно, не, аспект на финансии се знае Се дека знае, е таму да, дека подобро, нема што. Меѓутоа, полесно е во основа на немаш притисоци како овде. Овде ако пази за 2 месеца ако не добиеш 8 надпревари, ќе те сменам. Значи не е тамо, што би рекол, менталитетот тврд, да, тамо си има место, простор, ти даваат и да не оди првите 4, 5, 6 надпревари, бодови зимаш, па губиш, па зимаш, па губиш, значи те остава да работиш и си имаш договор кај што си заштитен. А овдека овде може да те сменат за месец дена. Да. Кога спомнавме менталитет, кој беше, така да кажам, и од тренери, домашно воспитување, дали има влијание тука, кој беше најзаслужен да се формира тој победнички менталитет кај тебе, кој што подоцна те направи од тебе да успееш буквално во секое поле во фудбалот, и како играч и како тренер? Па татко ми, значи... Како те воспитуваше татко ти? Татко Најконкретно да те прашам. Знаеш што ќе ми кажеш? Да. Како го изгради татко ти тој менталитет кај тебе? Па прво... Ете, не бил амбициозен, не им дишал на тренерите во врат, не барал Коки да игра, дека Коки мора да игра. Ама Коки го викнале од репрезентација на Југославија на 15 години доди на припреми. Извини што те прекинав. Не, нема проблем. Татко ми, сеќам, бев дете од 2-3 годинки, ми купи топка една плава. И тука пред зграда имаме трева и тука нонстоп се минјавме ја и он. И нонстоп ја шутирам, нонстоп, па он ми брани, па ова. Ме навлече да го сакам фудбалот. Потоа бев еднашка на селекција на Вардар, не ме приметија, пошто тамо бевме околу 200 деца и 10 на 10, 5 минути и ќе изберат 2-3, мене не ме избра и ја бев лют дури на Вардар, разочаран бев. И татко ми ме упиша
кај Часлав Божиновски првото беше упишување, ме упиша за да ме извади од мало, каде што имавме доста деликвенти. Спориме за кисела вода. Крадеа касетофони од коли, крадеа, не знам, бандаш, овие раткапни, крадеа, не знам што, и ме упиша во Вардар само за да ме трне таму. Имаше и нормално, имаше и наркомани. И ме трнал таму, само ја не знаев, ја го сакам фудбалот, мене ми беше да играм фудбал. Меѓутоа, со време, со тек на време, ме научи да играм шах. Аха. Да. Интересно. И? Да. И играв шах со него и се нервирав кога губев. И дојде период кога почнав да го победувам. Добро. И не го оставав, не му пуштав ни една, значи Сакаш да кажеш преку шахот го изградил преку тој шахот, менталитет. да ти кажам, да, преку шахот и денеска играм шах. Обожавам шах. Тогаш во таа генерација не сакам да давам да се, што се вели, да се фалам, меѓутоа бев број 1 во шах. Во шах. Па после Тони Савевски беше, па имаше мал. Дали ти е познато исто Вакуум, па едно после друго другите. ривалство у шах во еден друг клуб? Во Партизан Драган Манца и тренерот Милутиновиќ. Да. Исто биле големи, меѓу себе, меѓу себе се јаделе, кој е подобар, што си го слушнал ова, Да, и јас со Тони се јадевме, мада бев го победував Тони. Он беше еден од подобрите. Го победував Тони и така да ја обожавам да играм шах. И тука е автоматски, според мене, две екипи каде што ти, и тоа ја играм на онлайн, не играм да, со цел свет, каде што тука нема можеш, не можеш во рок од 10 минути. И тоа ми дава, како да кажам, релаксација. Еден вид на вистина, каде што интелигенцијата мораш да ја... До сега никој не те наследи, така? Молам? До сега никој не те наследи. Па може би Леон, син ми Може би сега да, мали пошто беше се. Поголемиот Александар не игра. Да. Може би малиот Леон ќе ме наследи, или Лана. Да, и лампа, да, сега Малата не се знае. Не се знае. Не се знае. Какви ова. Инаку, мала анекдота, седиме со Коки пред месец-два, кога беше тоа, и он мене, ради децата морав да се вратам тука, ради децата, ја мислев ради внуците морал да се врати тука. И кој едно време свеќам дека тој збори за негови деца, не на внуци, сега да кажам, мајстор у секоја ситуација. Ова мала дигресија. Кога е најубава соработка на терен? Извини, ако ја мешам прашања, водиме современ фудбал, менаџерство, ама тоа е тоа, подобро, поспонтано. Најдобро со кога соработуваше на терен во онаа шампионска генерација у Вардар? Со кого ти беше? Сега, не е благодарно да се каже, но со кого најдобро се разбираше? Со кого бевте на иста фудбалска должина? Па да, на тука нормално од везните играчи што беат, ние со Канатларовски имавме одлична соработка. Урошевиќ Стоимир, после Горде Здравков, Дарко Панчев. Значи, ние бевме тие кои што мене ми лежеа секогаш, не треба да се договараме, него едноставно се читаш во игра. Кажи ми, дали не ми текнува стварно, дали ти беше во тимот, не мора во први тим, туку дали влезе онаа легендарна утакмица со Динамо Букуреш во Скопје, кога Вардар го елиминираше Динамо од купот на УЕФА во прво коло? Клупа бев во Скопје. Во Скопје Тамо не бев, а во Скопје бев на клупа, имав 17,5 години. После, извини што ќе те прекинам, после игравме со Данди Юнајтед. Да. Тука влегов. Во Скопје или во Скопје? Во Скопје. 1-1 таа заврши утакмица. Заврши, влегов. На еден дождлив ден се играше. Мене ми се плачеше кога Вардар беше елиминиран тогаш. Да. Што сакав да те прашам?
да ми споделиш твоја емоција, затоа што секогаш мене тоа ми било добро. Неостварена желба, така да кажам, да постигнам гол во важна утакмица со голем клуб пред полн стадион и да го осетиш тој адреналин од 30.000 луѓе. Кажи ми ти на твоето прво деби во Вардар на домашен терен. Да. Дебитираше против Звезда. Звезда, да. И даде гол. Изгубивте 1-2, но ти уствари даде 2 гола, а вториот го поништија за наводен офсайд. Така. Гордан Здравков бил во офсайд, Так. ама кај тебе беше топката, ти поентираше. Кажи ми, какво беше чувството деби за Вардар? Толку млад, колку години имаше тогаш? Тоа беше 86-21. 21 година? Да. Предпоставувам, колку што сум видел, 30.000 гледачи. Само да кажам, зашо никој не знае, од 18 до 20 бе во војска, во JNA. Да, заслужеше Затоа јас се запишав на факултет на ДИВ и отидов веднаш во војска затоа што имаше голем конкуренција во Вардар. И еден човек на Марио Вујович, татко му. Татко му, Ми вика, Црни. Да, Црни. Ми вика Поздрав до Црни и до поздрав Бујо. голем, да. До да. Бујо. И ми вика немој да чекаш, оди во војска, имаш голема конкуренција, па после кога ќе доеш некој ќе отиде надвор. И така и се случи, стварно. Јас Добар отидов совет, во војска, да, одличен совет, отидов во војска. Со 18 влегов, со 20 излегов, затоа што само што влегов имав роден ден, така да години и пол се служеше војска и ме фати уште една година и излегов со 20, така да со 20 и нешто дебютирав. Се сеќавам само што дојдов од војска, игравме со Велеш дома и Вишневаc ни едно ни две места и на тестирање прво. Може ќе се смееш, може не, саат и пол сум трчал кругови на помошната на Вардар, околу цело помошно. Саат и пол, без да застанам, и почнаа луѓе, имаше 1000 гледачи. Почнаа луѓе викаат, абе, Малиов изгоре, прогоре, прекува, ало. И ништо. И заврши тренингот и ја разочаран. Играа после на 2 гола малце, мене не ме стаи, ја разочаран. И Вишневаc доаѓа во кабина по туш. Јас изненадив. По туш ти влезе? Да. И ме грли и вика, ти ćeš да бидеш, да будеш велики играч. Он ме стел на тест мене, дали ќе се бунам. Он беше тако, беше инцидентен. Ако се бунам, значи не си професионалец. Да, немаш дисциплина. Немаш дисциплина. Да. А ја не се бунев, а не знам што, си работам, трчам и заврши тренинг. Кажи ми, И после ме стаи одма во неделата, тоа беше среда, во неделата ме стаи на клупа со Велеш. Сеќавам, изгубивме 3-0, Туце, Туфек, Кајтас, Ходро, да, таа тие беа генерација. А само што тепавме дома со Партизан, тепавме во Сплит со Хајдук и доаѓа Велеш. И не победи Велеш. А публика, гужва, и изгубивме 3-0. Или 2-0, не е битно. И 3 беа. се сеќавам таа утакмица, бев на клупа ме стаи, дури изненаден јас. Доаѓам од војска, ја на клупа одма. 3 беа, тоаш буквално Велеш бе растурија во Скопје. Да. Кажи ми за чувство, го даваш голот со една Па звезда, не, мислиш, една многу моќна генерација со Цветковиќ, со Ѓуровски, со кој Мркела, Мркела, Мусемиќ, да. Милко Ѓуровски, да, играчи што. Кажи ми, се сеќаш ли на таа емоција која го... Па не можеш да го опишеш, тоа е како да си го освоил цел свет. За мене, значи како да си го освоил цел свет. Даваш гол против Звезда, екипа која што тогаш беше реномирана, беше прва, мислам, фудбалери кои што си ги имал, си ги гледал само на сликички. Една убава атмосфера, навистина еден осеќај кој што пак ќе речам не можам да се опише, тоа е. Значи нас не било секојаш да Вардаровата публика си оди задоволна.
Да, тогаш баш се живееше за... Јас знам и стари и млади. Пример, Вардар има гостување, треба следната недела да игра во Скопје. Абе, тоа немаше човек на улица, на клупа, што не ги правеше составите. А горе-доле сите знае кои ќе играат у недела. Нели, Дончо го беше тренер. Горе-доле се знаеше составот, нели. Ама сите тоа состави прават. Значи се живее, се дишеше фудбалот во Скопје. Да, ние спиевме во Панорама горе, во хотел Панорама и се спуштавме со коли. Не идевме со автобус. Некогаш се сеќавам куп шампиони кога игравме со Порто, се спуштавме со автобус, иначе овака секогаш со коли и не можеме да поминеме. Значи од кога ќе влезевме во парк кај ЦК, кај што беше, кога ќе влеземе тука, полиција не знае веќе, знае кој коли што како и не пуштаа нас, не можеме да поминеме. Значи, урлаат над кола, Коки, Мајсторе, Дарко и така натаму сите. Не можеш да поминеш. Во 12 сати игравме од 3, во 12 беше Пелистер полн, да не зборам кафичиве, сите центар. Езерце, мезерце, овој кажи го. Полно. Кермес, тоа, 3,5 сата, 4 сата порано беа луѓето низ град и нема чекаат. Тоа беше, нема тоа недела од Сабајле, ние сме излегувале Сабајле рано пешки тргнува од 5 утакмицата. Значи Сабајле у 9, која ни е причината да тргнеме према парк пешки, ама ќе седиш таму по Езерце, по ова, по она, значи ќе се збори за фудбал до 5 сата. Многу време, многу да, преубаво беше. Тоа може само да е вака да го... Да, за жал денеска нашиве, поготоа младиве, го немаат тоа чувство и затоа гледам дека мене ми она смешно кога ќе видам фанови на Јувентус, фанови на Реал Мадрид, фанови на Барселона, фанови на... Не можев да сватам какви се тоа фанови што не можеш да ги гледаш секоја недела у својот роден град, како играат, како... Знаеш, малце ми е несватливо, затоа никогаш не развив некоја таква емоционална поврзаност со големи европски клуби, што не можам да ги видам, освен на телевизија. Значи, не знам како, ја тоа не можам себе да си го објаснам, ама добро, нели, луѓето можат у се што да се заљубат, да направат обсесија. Јас се навијам за Милан, само да... Извини, молим те, ако те навреди. Не навреди. Навијам за Милан, откако дознав дека 63-та после земјотресот, ние носиме црвено-црна боја ради Милан. Ова не сум го знаел. Да. Ќе можеш ова малку да објасниш? Со Мирко Илиевски разговаравме, он ми каже, јас детиште бев, кога влегов во школата на Вардар со 32-3 години, и он ми каже дека после земјотресот Милан пратил шлепер со опрема за Вардар и од тогаш ние го носиме црвено-црни одрес. Иначе боите на Вардар се плаво-бели. Гениална информација. Да. Гениална. И од тогаш реков Милан ми е втор клуб. Фала ти многу ова што го сподели со идеја, ова ексклузивно, така да кажам. Да. За крај, Коки, само ќе те прашам една работа уште. Што направивме, што правиме сега, него кажи ми ти што треба да направиме за однапред, за фудбалов наш, еве и лигашки, и репрезентативен, да го доведеме на повисоко ниво. Дека прашањето е многу општо, многу... Да, има многу за зборење, ама ќе покушам ќе пробам да го скратам што се вели во мали црти. Тоа е, прво треба да се создадат услови за работа. Значи, стадиони немаме, ние, лично мене сега, ми е срам кога гледам на арена и на спорт клуб, кога гледам пред какви стадиони. Ова е мое, значи мое видување. Истото го делиме чувството. Ми е срам, гледаме лиги други каде што па не мора, еве, Хрватска. Србија какви стадиони Србија какви стадиони има. Ние со уште јас кога сум играл пред 50 години, стадионот е можда и полош сега од тоа. Да. Прво треба да создадеме тука услови.
Второ, да имаме адекватни луѓе во фудбалот. Да не да се даваат лиценци на кој што ќе сака без да навредам никого, кој што ќе посака да биде тренер, да му дадеме лиценца за да биде тренер. Значи треба да има некоја линија каде што адекватна особа ќе работи со твоето дете, со моето дете, кој што е прво и педагог, психолог, тренер, да го научи и така натака. И мора да разбереме дека првото треба да дадеш за да земеш. Кај нас сите сакаме да земеме, а да не дадеме ништо. Значи фудбалерите играат 3, 4, 5, 6 месеца без пари. Што покажува тоа? Веројатно тука лежи одговорот зашто немаме инфраструктура, стадиони, да кажеме. Затоа што УЕФА знаеме дека дава пари, а стадиони нема. За разлика од некои соседни држави кај што направија баш онака англиски стадион. Драги гледачи, ова беше разговор со легендата на шампионската генерација на Вардар, Коки Аврамовски. Ми беше исклучителна чест што беше мој гостин вечерва. Коки, ти посакувам се најубаво на понатамошната кариера. Благодарам. И се надевам дека оваа држава, спортските работници, ти си извалоризиран во странство, немаш проблем, но се надевам дека тука ќе те препознаат и да го те искористат максимално твоето знаење и твоето искуство, па со една цел да се направи фудбалот во Македонија што поквалитетен. Се надевам и јас, ви благодарам на поканата и се надевам дека рейтингот на фудбалот кај нас во Македонија ќе се дигне барем за некој ниво, затоа што гледаме дека се иде на полошо и полошо. Благодарам. Ова беше Лизгачки старт. Со Сашо Тасевски се гледаме наредниот четврток.